Шукова, каква чест се појавив на вашиот прес. Шо мислите сега? Дека ќе ви се извинувам као Миленко? Многу се лажете. Шо барате да ми се блокираат моите видеа на Фейсбук? Зошто? Шукова? Зошто, Шукова? Треба да наведете на пресот зошто. Ако мислите на она, кога еднаш пластично ви објаснив каква е вашата надворешна политика, како партија, кога спомнав давање пичка и како ќе се осеќате ако некој ви побара пичка за да напредуете или да добиете позиција, дали ќе се осеќате фино? Шукова, тоа беше реторичко прашање. Јас се нема тука да се правдам, ни тебе, ни на било кој тамо. Само ќе ви кажам, Вардар, пак ќе ви поставам реторичко прашање. Вардар можете да го сопрете да не тече? Дали можете Вардар да го сопрете да не тече? Сега, одма, овде, Кур можете да го спречите. Така и мене. Знаете зошо? Зато шо, ви ја кажувам, ви ја плескам вистината за вас у лице. Цената на вашите лаги ја коментирам, ја обелоденувам, ако на некој што не му е јасно, не му е обелоденета. А на повеќето Бога ми име обелоденета. Мене бе најде да ме споминеш у ваш прес, Мене? Зошто бе, Шукова? Јас сум крив што самите си го начукавте од позади? Со вашата политика, со вашата ароганција, кога бевте на власт, јас сум крив што ни си го начукувате секој дневно откако станавте опозиција. Што шурувате и понатака со секој друг освен не со македонците. Што работите за главата на македонците цело време. Што отворено веќе без срам кажувате на секој прес дека вие без проблем ќе го отворите уставот да ги пуштите бугарите. Дека договорите со грците од нивици и овој со бугарите дека биле добри. Дека го зачувале македонскиот идентитет и достоинството. Вие најдовте да зборувате за достоинство, Шукова, Мене ме споминjаш како некој елемент субверзивен во твојот прес, Знаеш каква чест е тоа, бе, Шукова? Вие уствари чест ми правите, што банда предавници покажуваат пред цела јавност дека им смета, многу им боде очи еден глумец кој што ги коментира. Глумец. Нижа форма на живот. За кого мислевме дека можеме да го ебааме како сакаме. Така? Да му пуштаме овој оној. Да му пуштаме бугараши, да го тужат, да го влечат по судови, да си гледаме од страна, да си чутиме пша. Шта? Глумец. Сиротан. Што не добивав да играм представи со години у театрот мој, Така? Тој ви пречи, ме заебаваш. Сериозна си. Шо очекувавте вие, бе? Дека од страна некој ќе стои ќе ве гледа само што правите, И како се мислите дека сте безгрешни и недоприливи, тоа? Ме ставате у прес. Со закана дека ќе ги блокирате моите видеа. Само уште поголема пизма си предизвикувате, пошто многу добро се знае. Или луѓето знаат дека не сум ништо од она што вие сакате да го представите за мене. И баш ме заболе, па и ако мисли некој. Знаете колку ме заболе? Ти кажам една работа. Вие, наместо да го блокирате Тасевски неговите видеа, треба да се блокирате себе. Треба да се забраните себе си. Треба да се само укинете.
како братија велепредавници, наречена Социјалдемократски сојуз, како партија треба сами да се забраните, да имате трошка совест и свест. Вие немате таа интелектуална нитка за жал, што ги одвојува интелектуалците од останатите луѓе. Совест и свест. Зона, каде сме, шо правиме и шо треба да направиме за однапред. И тука Сашо Тасевски вас не ви е главниот непријател. Мора да го знаеш тоа, Шукова, бем ми матер. Главниот непријател сте самите на себе. Самите на себе сте режисери, сценаристи на вашата црна политичка судбина у Македонија. Не е Сашо Тасевски крив ни неговите видеа, Шукова. Ова може ми уживо вака да ти го кажем очи. И на секој од вас таму. Со мене најдовте да се занимавате на прес. Со моите видеа. Шо деме ке ги представите за појма немам на Миленко, за мизогини, за вакви, за онакви. Затоа што еднаш, нели, пластично сум, реторички сум ја прашал твојата сопартника. Како ќе се осеќаш некој ако ти побара пичка и ти рече направи го ова за да добиеш ова? Дали ќе се осеќаш фино? Тоа е убаво така постојано реторички, Шукова. Ако ви е целта мизогин да ме направите, може да ми се фатите и да се клатите. Говна предавнички. Место да си ги најдеш непријателите тамо, у партија, зашто доживеа фијаско и на изборите и било каде, вие со мене најдовте да се занимавате. Многу сте се зевале, ама многу. Па вие ВМРО. Вие, гледате бе, ало ВМРО. Гледате бе, главен непријател сум им станал на СДС. Вие ВМРО тек сега на раце ке ме носат, еј. Човече, сега ако ми пратија тоа од пресконференција, да не можев да веруем. Викам, стварно со мене почна да се занимаваат. Вие као да се заебавам, стварно почна да се занимаваат. Види. Ја не ве тепав ни по раце, ни во уста, ни па јајца ви кршев од позади. Ништо тоа не ви правев. Ја бев дури добронамерен, бе, Шукова. Ја ве предупредував. Сменете си го председателот на партија. Ја многу добро ве предупредував. Многу. Вие место фала да ми кажете на прес, да кажете фала му на Сашо Тасевски што преку неговите видеа цело време не предупредуваше дека политиката ни е погрешна и дека треба да се смениме од корен во нашата политичка програма и нашиот начин на известување на јавноста и нашите, појма немам, пресконференции, нашето целокупно политичко действување треба да го преразгледаме, што фала да му кажа, ние ќе му сакаме да му ги блокираат видеата на Сашо Тасевски. Да сте бре вие нормално. А јас се обидов да ви отворам очи, да ви кажа дека не идете по добар пат, бе. Дека треба да се смените радикално од оно што бевте и што представувавте пред очите на македонската јавност кога бевте власт. Кога се обидовте најефтино да ја распродадете оваа држава, својот народ, на странски држави, пред представници на Европската Унија. Шо сега? Со тоа што ќе му ги блокирате видеата на Сашо Тасевски, ќе се спасите пред вистината? Пред оно што сте вие? Па еве, слободно еве, повикувам, пак да побарате да ми ги блокираат видеата. Слободно. Ако мислите дека тоа ефект некој позитивен ќе донесе за вас пред очите на македонската јавност и на македонската политичка сцена. А ако мислите дека тоа ќе ви донесе бенефит некој, слободно. Make me famous. Стари, па ја
Од кого најдов? Од вас ли да очекувам да ме направите познат, мислам. Вие само се заебавте што се рчкате со некој. Као мене, некој ваков. Никаков. Никој сериозно што не го зима. Глумец, бе, глумец. Што има сериозно? Тој глумец. Не ми се веруе. Се уште поише непријатели си направи. Од ден на ден, се повеќе и повеќе и повеќе создавате непријатели. Јас сега више нема да ви кажем како не треба. Пошто бесплатни совети ви давав, во едно видео и така ви кажав. Не знам, викам, зошто ви давам вакви бесплатни совети. Зошто ви ги давам? Ке искочи луѓе ќе помислат, од страна некои нормални луѓе ќе помислат дека сте ми драги, а не сте ми драги, па ќе речат, па зашто им даваш бесплатни совети како да се однесуваат како партија, за да се представат поубаво со тек на време пред очите на македонската јавност и гласачкото тело, да поверуе малце гласачкото тело дека се смениле, дека станале патриоти, подобри. Не се секирајте, бе, народе. Не се секирајте, они го немаат ни тој рефлекс у глава. Они немаат таков програм, таков алгоритам во глава, што ќе ги натера да бидат патриоти. Го немаат, тоа едноставно, тоа им е кастрирано. Отфикарено со све. Немаат ништо практично. Ни овде, ни тамо доле. Све е тоа отфикарено. Затоа и у X наврати ги нареков СДС се политички евнуси. Не можеш од политички евнух да очекуваш креација, да очекуваш појма немам, да очекуваш идеја, да очекуваш визија, тоа евнух, отфикарено све живо, шлак. Нема ништо. Он е нешто, он не е веќе, нема персоналитет веќе. Он е нешто, или тоа. Ни риба, ни девојка, ни вамо, ни тамо, ни вода, ни киселин, не се знае што е. Ама од друга страна, нели се осеќавте, бе, тој што ви го пишуеше Пресот, сценариото за Пресот. Нели некој од вас му проработе мозок у глава? Миленко, знаеме зошто. Го ставаме. Такви има коментари, некојаш стварно непријатни за ова, за она, не нервира, ова, она. Ама еден да се сетеше, бе, зашто Сашо Тасевски го ставаме, уствари со видеа, он уствари ни ја плеска вистината у очи, бе, за нас, бе. Абе, немојте него да го ставаме, он друга специфична тежина носи, Сашо Тасевски не е Миленко. Сосема друга, сега, не ме свати погрешно Миленко, сосема друга сензибилитет, друга специфична тежина носи. Грешка правиме. Сашо Тасевски се напрез да го натртиме. Да побараме видеата да му ги блокира. Предпоставувам МВР. Или ова. Мислам дека тоа под МВР подлежи таму у македонска телевизија, тоа на Facebook, тоа тие што се од МВР, што мислам, не знам, не сум сигурен. Тошковски министр, па немој, молим те ми ги блокираш видеата. Па немој, па мислам, види. Ја тебе не сум те рчкал. Тошковски, немој, аман, заман, брате, сега, како да ти кажам сега. Баш кој вие од друга партија, од овие барат, ти си ВМРО, ти размишляш, имаш мозок, овие, ама да тргнеш по паметот на овие што го немаат, ме заебавај сега. Баш ка фино си се дружиме, бе, вакат. Министер Тошковски, ја преку овие видеа фино си комуницирам со широките народни маси, со гласачкото тело, со јавноста, имаме комуникација, човек. Ама да ти текне да тргнеш по паметот на СДС, ми ги блокирате тука видеата. Мој. Како ја после ќе бидам во постојан контакт со македонската јавност? Заебај.
Ете, тоа сакав да ви кажам, искрено сум изненаден што добив таква запазена улога во пресот на СДС, дека им пречеле моите видеа. Затоа реков да се дојде, да се добие простор на нивниот прес е голема чест. Точка. Значи,